На патиштата во Тетово повторно се обраќаат автобуси и комбиња што вршат јавен превоз на патници. По околу 2 месеца забраната која важеше е укината на вчерашната седница на владата, по предлог на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство. Со тоа се овозможува да се врати редовната состојба на организиран превоз на патници, од и во подрачјето на општина Тетово и од општините Теарце, Боговиње, Желино, Врапчиште, Гостивар, Јегуновце, Брвеница, Маврово и Ростуша и град Скопје. Во изминатиот период граѓаните кои работат во друго населено место или имаа потреба да патуваат, а немаат сопствен автомобил, се соочуваа со потешкоти во однос на пронаоѓање превоз, но и финансиски беше оптеретување за нив, затоа што требаше да плаќаат такси. Луѓето што работеле со такси доаѓале, специјално такси, или земале коли на заем за да доаѓат на работа, или некои бајаѓи што ги пуштале работните места због превозот. Така, од друга страна и комбистите нели немаа профит? Сме немали профит. И тоа сега не пуштали, па фала Богу што не пуштале сега. Берам за едно парче леп. Мора да се укине. Тоа не е само за мене за што работим, али и за луѓето е највише. Тоа е битно, нема со што да иде на работа. Не сме имали никаков превоз за нам, ама сега како ги пуштили супер е. А како се снаоѓавте до сега? Тешко се знае. Ќе излагаш до џадето доле, дали ќе иде нешто или нема да иде, па ќе се вратиш назад, не можеш да завршиш работа. Забраната за организирање јавен превоз на патници со автобуси и комбиња за излез и за влез во Тетово од полошките општини и Скопје беше воведена од 21 април. Истата беше една од мерките за заштита од ширење на заразата со COVID-19, за да се намали фреквенцијата на движење во градот.